Почитуван господин Николовски министер, посебно ми е драго почитувани медиуми што можем да кажем дека пред 2,5 години имав прилика од вас да ја преземам позицијата министер, а денеска ми е посебно драго и посебна чест, а и част дека после овој период ја преземате вие позицијата министер во земјоделството, што е еден многу важен сектор за развојот на домашната економија. Секако дека во овој период се трудевме да направиме сето она што е најдобро, но она што сакам на вас да ви укажам и да ви посакам секако среќна работа во Министерството е делот каде што секако дека проблемите кои што ќе бидат предизвик во наредниот период, односно во вашиот мандат, после тоа секако измените кои што се веќе започнати, дел од законските измени, дел кои што предстојат пред вас да ги започнете и да се завршат, големите проекти кои што исто така дел од оваа година завршуваат, но дел и почнуваат. Само ќе напоменам дека големиот проект кој што се започна во ваше време на почеток, браната Конска, оваа година очекуваме да заврши. Новите предизвици и проектите кои што треба да започнат со КФВ банката за инвестициите во наводнувањето, со проектот на Светска банка кои се значајни. Секако дека во овој ваш период кој предстои пред вас многу значаен е и делот на реструктурирањето на самото министерство, каде што повеќе од 40 подрачни единици на 30 шумско-полициски станици имаат предизвик за една добра организацијска работа. Од тој аспект ви посакувам секако добра, успешна работа. Она што можам да го кажам денеска, бидејќи токму кај што сме на откупниот пункт на Сокотап, тутунот кој веќе е започнат и секако во една завршна фаза влегува, дека од 22 милиони килограми по договор, 13 милиони килограми веќе се откупени. Просечната цена која во моментот е 193 денари, со тоа што во последните 20 дена дневниот просек, зборувам, се движи од 195 до 203 денари, со што се очекува дека до завршување на откупот, кој што треба да заврши според оваа динамика, каде што 400 до 500 тони дневно се откупуваат, некаде околу 20 февруари би требало да заврши со оваа динамика. Очекуваме просечната цена да биде уште поголема, така да ова е делот во односот на тутунопроизводството. Веќе во март се започнуваат и нови договори, нови преговори со тутунските компании, кај што секако и за вас лично ќе биде предизвик да се постигнат подобри цени, подобри услови и секако постојан раст на агросекторот во бруто домашниот производ. Благодарам. Добро, почитувани, сакам први да се заблагодарам на досегашниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, заради тоа што служеше на земјоделците, на граѓаните, на целокупниот сектор кој што е клучен за македонската економија, и сакам уште еднаш денеска токму од тука на терен каде што го правиме нашето примопредавање со земјоделците, со тутунарите, а не во канцеларија, да пратиме порака дека ќе продолжиме да бидеме со земјоделците и со граѓаните. Тоа е наша обврска, го отворивме 2017 Министерството за сите чинители, за сите оние за кои што ги решававме проблемите и дававме помош и поддршка. Ја прифатив овој пат повторно предизвикот и барањето од мандатарот Димитар Ковачевски, иако сум дел од тие кои што не сметаат дека треба цел живот да се занимаваме со политика, но барањето беше заради резултатите и заради сето она што го испорачавме во претходниот период, особено во претходните години. Да ја вратиме довербата кај земјоделците, да продолжат крупните проекти, капиталните инвестиции и навистина да продолжиме со грижата за земјоделците. 2017-2019 година сметам дека направивме многу битни работи. Пред се започна после 11 години редовна и навремена исплата на субвенциите кон земјоделците тогаш кога им се потребни. Не пред избори, не за уцени, не за подкупување, туку земјоделците станаа партнер на државата, на министерството, на сите нас, и субвенциите започнаа да ги добиваат навремено. Исплативме над 300 милиони евра за останати субвенции од режимот, од Никола Груевски, кој што им ги должеше државата кон
земјоделците. Направивме зголемување на субвенциите во претходните години и тоа тутунарите најдобро го знаат, заради тоа што првата работа која што направивме е воведувањето на нов модел на субвенционирање на тутунот, односно воведување на субвенционирање по класи. За прва класа 80, за втора класа 70 и за трета класа и останатите 60 денари. Односно го зголемивме субвенционирањето од 60 на 80 денари, што значи повеќе пари кај тутуно производителите, кај оваа традиционална македонска гранка во која што се ангажирани голем број на наши граѓани. Донесовме нов закон за тутун и направивме многу олеснувања, а треба да продолжиме да ги помагаме и овие семејства и сите останати земјоделци. Земјата ја вративме и започнавме да ја враќаме на вистинските земјоделци. Започнавме со ревизија на тоа како се доделуваа земјоделски земјишта на пратеници, на функционери, на градоначалници, на луѓе блиски до власт. И затоа започнавме политики преку многу огласи и за сточарите, преку многу инвестициски огласи, преку многу повеци и на разни начини да ја вратиме земјиштето кај во вистинските раце, тоа е во кај вистинските земјоделци. И ќе започнеме и продолжиме со таа динамика. Ја уведовме мерката која што ветивме во претходниот период за субвенционирање на зелената нафта. И тоа во првата година за 30, па за 50% и во оваа програма до крајот на мандатот целосно ќе ја субвенционираме зелената нафта, се со цел да креираме постојано мерки за намалување на производните или влезните трошоци на земјоделците. Креиравме мерки за младите, односно го изменивме законот за земјоделство за да ја зголемиме 100% поддршката на младите земјоделци да добиваат грантови од 10 до 20 од 10 на 20.000 евра. Воведовме мерка за поддршка на руралните жени за да ги вклучиме во производството и во земјоделството да бидат ангажирани. Станавме лидери во искористеноста на ИПАРТ фондовите, а во претходен период имавме многу ниска искористеност и затоа и тоа е предизвик во наредниот период. Нашата земја стана лидер на искористеноста на ИПАРТ фондовите во целиот регион. Го зголемивме прагот за враќање на персоналниот данок кај земјоделците. Введовме нови мерки за формирање на семени винари и за продажба од праг, многу новини и политики преку кои што го стабилизиравме секторот и треба да продолжиме во тој правец. Но пред се ги решававме проблемите на земјоделците. Го затекнавме проблемот со повардарија и исплативме и најдовме решение како да бидат исплатени над 2084 лозари. Ја вративме земјата која што 5 години стоеше на обработена во Џумаилија и токму ја поделивме на 100 вистински земјоделци од овчеполието. Имавме сериозни проблеми, но наоѓавме решенија партнерски со работа и на терен. Затоа ќе продолжиме во тој правец, да ги продолжиме позитивните политики, да продолжиме да го модернизираме земјоделството, да креираме советодавен систем во земјоделството, да го модернизираме, да носиме нови инвестиции, да продолжиме со грижа за земјоделците, да ги зголемуваме субвенциите како што тоа го направивме на почетокот од првиот мандат за 20% за оние за растително и 10% за сточарско производство. Да поддржуваме развојни мерки и политики и како што кажа досегашниот министар да продолжат капиталните инвестиции кои што за прв пат во историјата ги започнавме. Започнавме и завршивме еден огромен проект, а тоа е Јужно-Вардарската долина, нов модерен европски систем за наводнување. За прв пат после 50 години започна со изградба најголемата брана во државата после толку деценија, тоа е браната на Конско кај Гевгелија. Започнавме со изградба на неколку крупни системи за наводнување, но и мали нискотрошковни системи за наводнување и затоа треба да го ставиме во функција целокупното земјоделско земјиште, да ги ставиме во функција сите природни богатства, во функција на земјоделството, во функција на руралниот развој, да се грижиме што повеќе млади луѓе да се ангажираат во земјоделството, да ги продолжиме политиките таму каде што застанавме за изградба на модерни, откупни дистрибутивни центри и да инвестираме како држава во овој столб на нашата економија. Затоа денеска тука од терен, не од канцеларија, го правиме ова примопредавање и праќаме порака дека секогаш ќе бидеме на терен со земјоделците. Секогаш ќе го слушаме гласот, проблемите и ќе бараме решенија. Знаеме дека дури и во услови на светска пандемија, во услови на многу кризи,
земјоделците треба да бидат сигурни дека сме тука да бараме решение на проблемите, на предизвиците и државата да дава поддршка. Силно ќе се борам во македонската влада за секој еден сектор во рамки на земјоделството, да ја зголемуваме поддршката, да правиме нови реформи, да се грижиме, да има повеќе пари, да има подобар пласман, да земјата продолжиме да ја даваме на вистинските земјоделци, да имаме што пониски трошоци за производство, зашто ние треба да се грижиме и државата е тука секогаш да помага. Затоа благодарам на сите што на овој прв ден и овој прв ден го започнуваме не од Министерството, туку го започнуваме и ќе продолжиме секој ден на интензивни теренски средби со земјоделците. Само така може да ги дознаеме вистинските проблеми и само така може да наоѓаме решенија и поддршка за истите. Благодарам.